Добро утро и од мене, и како што најави колегата Саша Ордановски. Тука сме в понеделнички со Звездан Георгиевски, председател на Фондацијата Славко Јаневски, која што традиционално го организира конкурсот, еден од најпочитуваните во државата. Тоа е Роман на годината. Романот на годината, Звездан ќе го организирате за следната година, практично 2022. Официјално тоа е Рома на годината за 21 година. Така. Се дава во март некаде 22. Добро, да подсетиме дека имаше рекорден број, 41 роман. Тоа веќе стана традиција. Значи, тука се негде беше 47 годинава, претходно 39, 40, значи се движи околу 40 наслови годишно, што е за жирито прилично напорно. Е добро, дали правилата ги оставате исти, дали жирито веќе го формиравте? Значи, вчера, синоќа, токму извршниот одбор на фондацијата го усвои конечниот текст на конкурсот. Треба да кажам дека конкурсот традиционално од самите почетоци се распишува на 15 декември. Тоа е практично задутре во среда. Ќе трае до 15 јануари. Жири комисијата се формира обично некаде на 15 јануари или тука тие денови, бидејќи искрено кај нас е прилично тешко да формирате 5 члена жири комисија за овој тип награди. Затоа што или станува збор за автори кои имаат романи во конкуренција, или станува збор за издавачи кои издале романи, или станува така да тој број на квалитетно жири е прилично ограничен. Ние се трудиме секогаш да имаме, значи, и полова некаква еднаквост, да имаме, односно застапеност, да имаме генерацијска застапеност, да бидат тоа луѓе кои се од различни, со различни естетски критериуми, се со цел за да излезе, за да биде наградата што е можно пообјективна. Добро, едно знаеме сигурно дека минатогодишниот добитник Владимир Јанковски традиционално ќе биде член од жири комисијата. Жири комисијата и секако има и еден член од фондацијата. Да, Катерина Богоева е од фондацијата. Од фондацијата. Добро, вие не влегувате во таа комбинација заради? Не, јас сум главно околу организацијата, практички не сум председател на фондацијата, туку извршен директор. Што значи дека, не знам, не е во ред директорот на фондацијата естетски критериуми да налага. Реков веќе, оваа награда се карактеризира со со еден позитивен одзив кај воопшто во јавноста, културната јавност, пред се заради транспарентноста со која што вие секогаш излегувате на 15 дена, па на една недела, па повторно потесен избор, за да дојдете нели до тројцата во најтесен избор и од таму се бира и наградата. Наградата често пати велите не е за авторот, туку е за романот. Романот, така е. Така е, пред некоја година доби Оливера Николова за песот со тажен поглед и тоа е во овие 23 години, сега 23-та година како ја даваме оваа награда, е единствениот автор што ја добива по втор пат. Што покажува дека се создал извесен квалитет во романсиерската продукција во Македонија, со голем број квалитетни пишувачи и автори. Ние секогаш на жирито му велам да се обиде да го заборави името на авторот додека го чита романот. Па така, например, меѓу првите добитници беше Венко Андоновски, кој во тоа време беше прилично анонимен автор за неговиот прв роман практично, Папокот на светот. Гоце Смилевски исто така да се открија некои имиња преку романот на годината, Петар Андоновски, Фросина Пармаковска и така натаму, што значи дека сепак успеваме да се трудиме да не влеземе под авторитетот на веќе докажаните имиња, туку да ја гледаме содржината. Николина Шопова и така натаму, да не ги редам сега, ќе заборавам некого. Добро, романот на годината е една, како да кажам, награда исто така што му дава на авторот една убава парична вредност некако на
Тоа е, значи, наградата... За трудот се наградува. Тоа е 150.000 денари. Јас морам тука да кажам дека е тоа благодарејќи и на генералниот покровител на наградата Комерцијална банка. Тоа знам дека е реклама, меѓутоа оваа реклама вреди да се спомне. Добро. Потоа, значи, јас би рекол дека таа награда и не е толку висока за еден роман. Само што кај нас критериумите сосема изместени. Да. Але кога почнавме 99-та, и тоа е преска, заборев да го кажам, имавме и таа среќа, практички тогаш бе Утрински весник да ја покрене наградата, што многу придонесе и за таа транспарентност за која зборуваме и воопшто за популаризација медиумска на наградата. И првата година наградата изнесуваше 120.000 денари. Тогаш беше 4.000 марки. И верувајте дека беше многу поголема него денешните 150.000, 2.500 евра. Евра, така. Да. Тоа бе... Така е. Сега е крајот на годината и тоа се обично оние денови кога ги сведуваме некако ние и во културата и во другите области, новинарите и сите други кои што се заинтересирани на тоа што се случува на општествената сцена, а некако се сведуваат сметките што е направено, што требаше да се направи. И пак вашите последни колумни во Призма каде што пишувате се занимаваат со сосема други општествени теми, но некаде во октомври најдов имате една своја колумна посветена на културата, односно новиот начин на како се пријавуваат проектите за проекти од национален интерес во Министерството за култура. Реков пред неколку изданија дека можеби најважната вест е дека 10 милиони евра плюс има во буџетот оваа година за културата. Како вие оценувате? Значи, секоја година кога се распишува конкурсот, секоја година има одредени критики и од моја страна и од поголемиот дел од културната јавност. Мислам дека критериумите се многу проблематични. Значи, има на неколку нива. Не мислам дека нема пари. Мислам дека секогаш се оди на принципот секому помалку и на крајот излегува никому ништо. И на крајот немаме никаков сериозен проект во тие дејности или некој проект што стварно ќе одекне. Сега па имате, да кажеме, едно правно лице може во две области да конкурира најмногу со по два проекти. Фондацијата живее од проекти Славко Јаневски. Таа прави и романот на годината, да кажеме, влегува во манифестации во таа област. Таа ги издава книгите на Славко Јаневски. Таа влегува во издавачката дејност и ние сме практично ограничени со бројот на дела. Илустратор смее да има само една книга да илустрира. Преведувач смее само една книга да преведува. Преведувач не смее да има книга своја литературна и така натаму, што се некои ограничувања не се поддржуваат втори изданија. И се вие имате романи, не знам, од типот на Александар и смртта на Слободан Мицковиќ, што не можете никаде да ги најдете. Или, не знам, поезија од Ацо Шопов, да кажеме, или од Владо Малески, некоја книга или нешто. Така да мене треба да се случи нешто као 100 години Блаже Конески, па да му се реиздаде нешто, да му се реобјави, евентуално, и тоа по нечи иницијативи, не по државна иницијатива. Така што секогаш ми е чудно зошто Министерството за култура не направи навистина една широка јавна расправа и не дојде до барем некој вид консенсус меѓу стручни лица во културната политика, до некој консенсус околу тоа како да се направат тие критериуми, како да се организира конкурсот. Вие, да кажеме, немате простор за 2-годишен проект. Освен ако не сте институција поддржавна. Да, значи, меѓутоа, издавачите се приватизирани. Да кажем, па и повеќето во културата. Значи, така, милион забелешки може да се најдат.
Ја знаете, јас сум новинар, работам во културните редакции од моите почетоци, значи од 83-4 година некаде. Првиот текст што го пишува во културна рубрика беше дека ќе се како си кажува манастирот во Ресенско, дека ќе се реновира, реставрира или нешто. И денес е тоа актуелно. Да, да. Но второ, значи сите министри до еден буквално своите најголеми успеси ги врзуваат за градежна оператива, а не за жива култура. Те, не знам, Широксокак е направен, Калето е направено, изградено е стариот новиот театар. Тоа се успеси на градежна оператива, Грани, тоа не се успеси на министерот за култура. Така. Значи, тоа е. Добро, ќе чекаме да видиме што ќе донесе следната година. Јас за сега многу ти благодарам, Звездан, што секогаш доаѓаш со нови информации и за роман на годината, но еве и за друго можеме да направиме муабет.